Здраво на сите, добредојавте назад во најновата епизода на подкастот Јустинијан збори. Мојот име е Георги, јас сум денеска е мојот колега од Правниот факултет во Скопје, Димитар Тромбевски Тромбе. Тромбе, ја и ти сме сами денеска, како си, шо има ново? Одлично, супер, се вратив во Скопје од Битола, се прилагодувам некако, се местам, се правам. Ти шо правиш, Џоле? Па ништо снимаме, се чекаат нели нови информации да видиме што ќе се случи со фудбалот, со Суперлига и милион други работи поврзани со тоа. Па додека, знаеш, малце по мирен период, дај да снимаме нешто и плюс полициски таман 8 сат време за снимање. Денешната епизода, мислам, самиот наслов ви кажува, збориме за шарената револуција и за се она што се случуваше пред, после и за време на револуцијата. Тоест, нели, така наречената револуција. Гостин ни е Стефан Видиков, кој што тогашен студентски активист и некој кој што учествуваше и учество во самите протести и е некој кој што со кој што поразговаравме на оваа тема. Пред да се префрлиме на самиот разговор, бидејќи беше онака бурна недела, доста работи се издешава, Тромеја и ти ќе идеме со Hot Seat Култрон. Тебе ти давам можност да почнеш, кој е твојот Hot Seat? Вака, значи, многу ќе зборавме пред да снимаме за Скафандер Гейт, со собранието што се дешава и поради тоа што сум прилично поделен со мислењата, го клавам Hot Seat и Култрон на пратеничката, што иде, значи двете заедно за пратеничката и ќе објаснам зошто. Hot Seat од причина што нели позитивна со ковид во изолација ојде на работи, потенцијално го загрозува здравието на пратеници и вработени што работат во собранието, нели не е тоа во никој случај не е добро, не е ни добар пример да се постави, а многу луѓе не смеат долго време се во изолација, не смеат да излезат, има најголеми рестрикции, има и санкции доколку го прекршат тој, и малце ми е као показател, као види, пратеници сме и можеме што сакаме да правиме. Ама од друга страна ВМРО, ДПМН и Левица кочат апсолутно секаква работа на собранието, кочат донесување на какви да било мерки, а и пред неколку месеци не дозволија да се донеси, да се изгласа нели онлайн да се одржуваат седници на собранието, што ова комплетно би се бајпасирало ако се изгласа, што не разбирам зошто многу глупи логики, многу глупо аргументират зошто не треба тоа да се донеси. Најопшто и во нормално време би било убаво онлайн да се работи, зошто да не, треба да стремиме кон дигитализација на секоја сфера, вклучително и работата на парламентот. Така да сум прилично поделен, ова може и као позитивно и као негативно се гледам, во секој случај е лошо зашто сме во ова позиција на ваков или онаков начин, пратеници позитивни со ковид да морат да идат на работа за да гласат за нешто, ама не е ни прв пат ова да се деси. Претходно одреден пратеник беше во собранието, пошто нема мнозинство за нешто да се изгласа. Дали беше влада или некој закон, не се сеќавам, ама имаше некој таков случај. Да, мене ми е премногу на страна што мислиме ние за владата, за Заев, за мнозинство, за Џафери. Мислам дека е доста лицемерно. Денеска, или ако го слушате усреда вчера, Левица и ВМРО да излезат со кривични пријави против двајцата пратеници и Џафери. Ако знаеме дека прво има правилник за работа, кој што сега го читав, значи протоколот е донесен во јулија, дополнет у ноември, и тоа е дополнет
и е потпишан, нели, од страна на од тоа што може да видам страна на Министерството за здравство, поради тоа што Левица и ВМРО доставија едно 3000 амандмани за да не им се даде на пратеници да работат од дома. Не знам дали се сеќаваш ти и оние што не слушаат, тогаш Левица поднесуваше некои смешни амандмани за не знам, за пижами, за 300 глупости. И сега тие ти кажуваат ова што прават од СДСМ и Џафери што дозволува е биотероризам, као да не ме заебават. Ако значи ама и од друга страна да гледаме, као докторите што работат во ковид центрите се слично опремени како пратеничката и скоро и никој да нема добиено ковид, пошто се соодветно опремени. Така да биотероризам за некој кој што сите знаат дека има ковид и соодветно се облечени, мислам нема смисла за биотероризам, треба малце по драстични работи да се случат. Не, ова е типична игра на тоа кој ќе добие подобар прес, буквално. И од тука мислам дека СДСМ е у лузерска позиција поради тоа што it's a lose-lose ситуација. Едно ќе ти кажат, ти правиш биотероризам, што out of this mind, никој нормален не би го помислил тоа. Плюс не поготово некако доаѓа од оние кои што кочат собранието веќе со недели, моментално, а го кочија кога требаше да се донесе, да работи онлайн. Човек, не знам дали се сеќаваш, ама Шпанија, буквално Шпанија, Сенатот на Шпанија ни го ратификуваше влезлото НАТО онлайн. Секаде се работи и до некаде секако не се е онлайн на секаде, ама има начини, знам дека у Сенатот у Америка имаше hearings кои што се случува онлайн. Не мора ни оние што идат да сведочат, ни оние и сенатори и конгресмени не мораше да идат нон-стоп уживо. Не знам зошто, тоа на страна. И најако нели се донесе пакетот мерки што се донесе, 115-16 колку гласови, може помалку, ама нема везе. Денеска читам ВМРО излегува со соопштение дека владата доцни со донесувањето на пакетот мерки. Пак ќе кажем, I don't have a dog in this fight. Не ми е гале ни СДСМ ни ВМРО моментално, што прават типа Левица. Ама, човек, премногу е смешно такви некои работи. Не знам, премногу ми е онака... Абе, гледај, технички во право се, е премногу касно, ама кој е крив, најмногу ради тоа што е премногу касно. Така да кучето што лаи, најгласно е крив во глобала. Не дека се компетентни владата, се апсолутно некомпетентни да донесат тоа секако, и двете страни се Ама некомпетентни. Ама малце ВМРО му направи услуга што му е засени та нивната некомпетентност со нивната обструкција. Тоа буквално. Сега проблемот е како тоа ќе се одразува на изборите кои ќе доаѓаат. Мислам, го правевме овој муавет баш при крај на разговорот со Стефан. Стево ова, ја мислам дека највеќе ќе профитира Левица. Ама отом потом ќе видиме како би се развива. Ама и малце, не малце туку многу што прават проблеми од непроблеми, буквално скафандергейт. Мислам, не е проблем некој во државата што се соочува народот. Значи, пратеничка што ушла во скафан, значи колку има луѓе што немаат работа, колку немаат пари ради кризата и ред други плюс здравствени проблеми што имаат здравството ни во катастрофална состојба. И тие заедно се фатија за скафандерот и за не знам шо, и после на избори кои ќе излезат, наместо да излезат со кампања за политики некои каде владата пропушти, тие ќе зборат за скафандергейт и за не знам кои други глупости и луѓето нема да излезат да гласат, пошто двете партии се занимаваат со скафандергейт.
нормално. Лудница. И мислам дека тука ќе победи кој што има поголемо партиско гласачко тело и да некои ќе излезат плюс за левица, како и да мислам дека левица ќе биде победник, не победник дека ќе има најмногу пратеници, туку дека најмногу ќе добие за разлика од претходно. Да. Тоа е за жал, ама ја вика. Ја имам две работи на hot seat. Едната е Балканот. Не знам колку следиме информации и мислам дека стварно е штета што за ова не се зборува повеќе кај нас моментално. Тоа е наводниот non-paper кој иде од Словенија. Као, it doesn't exist, but it's here. Као, не постои, ама сите го знаеме. Тоа ми е најако, имено ако живеете под Карпа и не пратите вести, излезе non-paper со документ со наслов Западен Балкан, патот надвор, кој наводно бил доставен до председателот на Европскиот совет, Чарлс Мишел, кој што добил таков документ од Словенија. Според некои информации има дека во опишувањето на овој non-paper на Јанша му имаат помогнато од Будимпешта, нешто што не ме изненадува. Прво и основно мора да знаеме дека прекарот на Јанша е Трамп на Балканот или Трамп помало, така што уопште не е изненадувачки. Знаеме сите кој е Орбан, знаеме сите што се работи у Будимпешта. Воопшто не е изненадувачки, иако Јанша го негира ова, се ова allegedly, никој не прифаќа вина за тоа. Во истиот non-paper во документот се споменуваат нерешените национални прашања на србите, албанците и хрватите, кои излегле на површина по распадот на Југославија и се нагласува дека дури по воспоставувањето на мирот, по завршувањето на војните, ветените европски перспективи и напредокот на Северна Македонија и Црна Гора во оваа насока во регионот се клучни прашања кои остануваат нерешени. Има таму неколку работи, ама се на се во документот стои обединување на Косово и Албанија, обединување на поголемиот дел од територијата на Република Српска со Србија и хрватското национално прашање да се реши со спојување на мнозинските хрватски кантони во Босна со Хрватска или со доделување посебен статус на хрватскиот дел на Босна. Ова е онака нешто што и да не постои и да не е напишано од Словенија, е многу лошо што се зборува за него. Знаеш како, живееме на простор кај што не треба да им се дава идеи на националистите кај нас, као без разлика кој го има напишано, без разлика од чий кабинет има излезено, дел е од јавниот дискурс, веќе цела недела, на националистите им влегува у главата и се поеќе и поеќе станува, не верувам дека ќе стане реалност, барем не сега, ама проблемот е што, пак ќе кажем, не треба да им се даваат идеи на националистите на Балканот, поготово некоја станува збор за менување на граници. И ова е, ичне ми се допаѓа. Не знам ти што мислиш за се ова томе. Не, фала Богу, и мене не ми се допаѓа сите вакви националистички ексцесии. Знаеме како може да завршат на Балканот, знаеме односот на Балканот со национализмот, знаеме она долга репресија над националистите што имаше во Југославија, како избувна кога наеднаш добија слобода, колку крволочно, и сега моментално ова кога прочита некој хрватски или српски националист буквално оргазмира, пошто нивните сонои ќе се остварат со ова ако се подели Босна и така натаму. Ама не, во никој случај не ми се бендисва. Од друга страна не е ни многу релевантно кој го напиша, пошто
не е добро во никој случај, мора да се отфрли и како документ и како идеологија. By the way, ако некој случајно не знае, non-paper значи неофицијален дипломатски документ. Така да овај non-paper не знам што би можела значи. Не е нешто ново, многу луѓе мислат дека е правилно Босна да се подели на начин како што опиша ти, како што опишано во документот. Мислам дека е тоа неправилно, дека не треба тоа да се деси, дека границите моментално какви што се во ред, имат проблеми, ама не треба да се менват граници, пошто ако се менват тука ќе дојде иста ситуација како во балканските војни. Леле, кој колку ќе добие, па јас не сум задоволен, па чекај сега јас тебе ќе те нападнам и такви некои глупости мора да се избегнат. А една интересна као обсервација што ја прочитав, као наводно Америка и Западот се против вакви работи, пошто ако се случи поделба на Босна, тогаш ќе има голем порив на национализам, поготово на албански национализам во Црна Гора и Македонија. И како членки на НАТО, како членки на НАТО не му се допаѓа на Западот да има такви националистички пориви во НАТО земји. Така некоја кочница нас ни е НАТО од такви работи. Не сум изненаден од ова, поготово од мислењето дека едното може да води кон друго, поради тоа што ти ако видиш дека ова се случува во Босна, и да спореди ситуацијата со тебе, поготово албанците, why not? Ако можеш да се дели Босна, зошто да не се спои Албанија? Сакаш, нема некоја солидна логика, ама може да се направи корелација. Затоа викам дека не верувам дека ова може да води во нешто конкретно, барем не во моментов, ама самото тоа што станува дел од јавниот дискурс, што започнува како сите овие идеи не се од сега, како идеите постојат со години и години, ама никој ги нема како презентирано на ваков начин, да може, знаеш, убаво срочено у документ да ги читаш и да биеш како ова е окей. Не треба, пак ќе кажам, не треба да им се даваат идеи на националисти на Балканот, бидејќи знаеме како поминаа 90-тите, уште сите се опоравуваме од и војните, и судири, и све, така што се надевам дека нема да води она кон нешто посериозно, ама ако ова би завршил, ова е голем удар на Европската унија, пошто ти имаш две земји членки, Словенија и Унгарија, наводно, кои што заговараат некои вакви идеи, а Европската унија не може ништо да направи ако ги додадеш и другите членки као Полска и останатите кои делат некои исти верувања и ставови. Иднината на ЕУ не е баш најсејна, ама добро. Вториот хаци. Ајде, докажи си. Не, ја ќе спомнам вториот хаци, као фудбалот. Последниве неколку дена, мислам, најголема споредна работа, не е битна, баш пред некој ден со Борјан, као бев, ми вика као не може, као не ми се верува дека ваква некоја работа ме нервира толку многу да не можам да спијам. Ја на време се откажав од фудбал, дека 4-5 години не следам активно, ама она што се случува на вистина е разочарувачки. Имаш за оние кои што не пратат, пак мислам дека ова е една од најважните теми моментално во светот. 12 најголеми фудбалски или најбогати фудбалски тимови имаат за цел и план да формираат своја фудбалска лига, надпреварување, каде што би имало многу пари и би немале никаква организација која што би го контролира сето тоа, ти сами си контролира. До сега нели имаш Лига на шампиони под покровителство на УЕФА, ама сака да ја заобиколат УЕФА.
голем дел на причини зашто ни УЕФА ни ФИФА не се свеки незамерисање, овие богати милиардери кои што се сопственици на клубовите сакаат да ги зголемат своите профити и да заработат уште повеќе пари, ама мислам дека целта е да се створи едно монополистичко контролирање врз спортот, фудбалот во овој случај. Ќе биде интересно да видиме што ќе се случи. Еве, ја можам мала најава да дам дека петок сабота можеме да излеземе со една епизода посветена на сево ова. Уште има информации кои што се случуваат. Еве, сега додека снимаме, 2 од 12 екипи наводно се откажуваат. Челси и Манчестер Сити. Имаш Борис Џонсон, имаш Макрон кој излегува со изјава дека вакво нешто нема да се дозволи да се направи. На вистина, веста го поминува целиот свет многу поголем кој зборот се не ми текнува. Сега да кажам, као сите се заинтересира за тоа, као и да не пратиш фудбал и да не те интересира воопшто, си слушнал за Суперлигата. На оно што ми е најинтересно е дека што 90% од фудбалските навивачи се против идејата, што поранешни фудбалери, што тренери, што луѓе кои работат у спортот се против ова, бидејќи ова би значило дека 12 до 20 екипи ќе ги имат најдобрите играчи, ќе имат највеќе пари, а другите екипи ќе бидат као расадници за овие и ќе си ги взимаат играчи кои сакаат. И плюс, ако најголемиот проблем со едно такво надпреварување е што ќе биде затворено. Ти нема да можеш да испаѓаш, ниту да влезеш. Или ќе можеш од ова што и првичната идеја ќе биде 15 екипи што ќе си бидат секојаш у лигата, а 5 што ќе се менуваат. Сега начинот на менување како и никој не знае. УЕФА и ФИФА излегува со најави дека ако ова се случи, екипите ќе бидат одстранети од националните лиги и на фудбалерите нема да им се даде да играат ни европски првенства, ни светско првенство, ни ништо. Не знам. Премногу работа има, затоа и викам најверојатно ќе посветиме цела епизода на ова, бидејќи фудбалскиот аспект на страна има поголеми работи у цела прича кои што важно е да се спомне, ама ја само ќе кажам ова е се последици на капитализмот. Еви га, тражили сте, гледајте. Не е веќе, имаше еден добар цитат, добра парола која што поминува низ интернет овие денови, као фудбалот е направен од сиромашните, ама моментално е за богатите. Така што ова е типично нешто кое што можеме да кажеме дека е причина лошата страна на капитализмот. Да, не е само ова знак. Воопшто спортот во претходните не знам колку години се цица и се експлоатира за пари правење. Огромни суми на пари се вртат околу спортот. Значи, најголемите entertainment индустрија е направен спортот. Така да многу за ова конкретно немам некој став, пошто не ни пратам фудбал, ама како и да е, долга е раката на капитализма и ќе најди секаков можен начин да се направат пари. Дефинитивно. Океј, ајде да не претераме со најавата, бидејќи се разборавме. Има некој на Култрон да ставиме? Па никој, некако многу апатична недела. Не ми текнува и мене. Добро, ајде. Рековме, ќе направиме може епизода за фудбалот, за Суперлигата, ама да не должиме многу. Идеме со разговорот кој што го имавме со Стефан Видиков за шарената револуција и се останато, бидејќи почнавме да разговараме за протестивот пред 5 години, ама продолживме и поразговаравме и за причините и за работите кои што денеска се случуваат и дали уопште има way out.
Така што идеме со разговорот со Видиков и се слушаме пак у некоја наредна прилика. Добре назад на најновата епизода на подкастот Истинијан збори. Со нас денеска е Стефан Видиков, поранешен активист, член на еден од основачите на студентскиот пленум. Е со нас денеска и 5 години помина од почетокот на шарената револуција. Ние го снимаме ова на 15-ти, епизодата иде у среда, така што малце покасно. Стефан, прво, како си, што има ново, што правиш? Здраво, другари. Добро сум, за среќа, во оваа гужва од вирусот. Генерално работам во последно време, тоа спреам магистарска, нешто ново особено нема. Да. Причината, нели, зашто сакавме со тебе да поразговараме, е токму некоја годишнина, 5 години од почетокот на шарената револуција, нели, започна 12 април, пред 5 години, па траеше некаде до јуни 2016. И моето некој прво прашање е, според тебе, као некој кој што беше многу повеќе активен од нас тројца, сега што сме тука, како го гледаше ти почетокот на самите протести, уште на самиот почеток, па после ќе продолжиме да поразговараме што се дешава у моментов кај нас и какви се тие некои последици од револуција, од протестиве у моментов. Океј, ја би малку да го шифнам почетокот на дискусијата во насока на тоа да даеме нека по-категоријална рамка кај ќе го водиме муаветот, пошто хронолошки ако почнеме мислам дека недоволно јасно или недоискажени би биле многу ствари. Според мене, за разлика на пример од сите други соборци, ја мислам дека шарена револуција као концепт, као некаков тип на движење е потполно затворена значенска структура. Во таа смисла, таа е на некој начин клинички мртва појава, феномен, движење и така натаму, кој што целиот систем на значење кој што го донеси во политичкиот живот на државата е потполно неефективен во денешницата, односно не комуницира на ниеден начин со денес она што е актуелно, кои што се актуелни политички проблеми. Во таа насока секој обид за заживување на таквиот тип на размислување или некои реминисценции што всушност значела, што не значела и такви обиди за некое брусење на значењето на шарена револуција е, како да кажам, нешто кое што е потполно јалово и никаква референција нема кон денешницата. Ми се чини дека многу од оние соборци што бевме во шарена револуција, многу од нив животот политички им почна, но за жал им заврши со шарена револуција, се уште не можат и не успеваат да го пребродат тој момент, што субјективно заради, можеби психолошки причини, што политички не може да ја оптегнат својата политичка имагинација понатаму од шарена револуција. Но да се вратиме на првото прашање, покрај тоа што сметам дека е потполно мртва работа шарената револуција, сметам дека е потполно и погрешно сватена или барем преведена во јавниот дискурс од кога се случи па наваму. Уште на самиот почеток ја бев еден од противниците на терминот револуција, пошто е бесмислено да се нарекува тие протести револуција, во најмала рака заради тоа што се обезначува револуцијата како поем, политички поем. Нема ни една допирна точка со револуција. Дури, најинстенчените политички чувства не може да приметат дека ова е револуција, пошто ниту се случи некаков битен шифт во односите на моќ во нашето општество, воопшто не предизвика нешто такво, ниту наративот беше револуционерен, ниту наративот заговараше некој тип на револуционерна промена на нашиот режим, поредок политички, а на крајот од денот не се случи ни она најмало директно променување на власта. Таа влијаеше во промената на власта, но шарена револуција воопшто сама по себе не ја победи власт. Тоа е многу важна као карактеристика на шарена револуција. Втора, мислам дека голема заблуда која при приоѓањето на шарена револуција е тоа дека
дека шарена револуција е некаков тип на масовно движење. Не беше ни масовно движење, особено не беше движење поддржано од пониските слоеви во нашата држава. Тоа беше движење кое што беше едно навистина демократско движење, се согласувам со тоа, беше движење кое што доминантно беше поддржано можеби од поурбаните средини, од средната класа на Македонија и така натаму, подтурната од граѓанскиот сектор, мислам генерално зборам управувано. Па во таа насока ниту во еден момент не се постави како масовно движење. Сега тука се доаѓаме на точката што е почетокот на шарената револуција. Ако се сеќавате или ако сте учествувале, пред шарената револуција се случуваше движењето Протестирам. Тоа движење Протестирам беше на некој начин логички след од претходните граѓански движења, особено студентски пленум, потом имаше движење во кое што хонорарците се самоорганизираа, па почнаа да протестираат против законите за за хонорарна работа во тој момент. Па имаше разживување на левицата, неколку леви организации се појавија, имаа своји иницијативи и низа на други општествени тенденции, се создаде движењето Протестирам, кое што движење на некој начин го беше конструирано во духот на тие ултрадемократски формации као студентски пленум и така натаму, по една апсолутна егалитарна форма во која што као демократското делегирање на представништвото беше извршувано на една најхоризонтална основа. Пленуми стоја зад движењето Протестирам. Тоа се манифестираше политички дури на јавните површини, онака збир на граѓани кои дискутираат, заедно заклучуваат што ќе се прави и така натаму. Ова движење Протестирам е многу важно и многу круцијално во смисла на како тоа влијаеше на политичката конфигурација на шарена револуција. Пошто Протестирам е она вистинско, како да кажам, популистичко движење кое што имаше тенденција да прерасне во масовно движење. Тоа се јави во урбани средини, се јави можеби со затворен дискурс, затворен наратив кој што го доживува и им значеше на можеби тука во Скопје или во некои поурбани средини, но со тек на време тоа прераснуваше во еден, како да кажам, по-масовен отпор кој што го надминуваше полето на урбаната средина, го надминуваше полето на средната класа, имаше тенденции да артикулира и социјални проблеми и така натаму и така натаму. И во таа насока беше во пат да се претвори во еден тип на масовно движење. И тоа згасна заради немање на кондиција. Мислам, нормално згасна, не е нешто дека, мислам, тоа е нормално, многу нормално во демократски земји таквите типови на протести да се полека да згаснат. Сега, шарена револуција беше вистинско продолжување на тоа движење. И во таа насока шарена револуција постојано живееше на таа една шизма. Од една страна притисокот од Протестирам, кој што имаше тенденција, нели, да се отвори, да ја отвори франшизата на она кој влегува во движењето и како се артикулира како се артикулира главниот дискурс кој што движењето го отфрла кон надвор, но од друга страна притисокот да тоа се држи да се нормализира, да не ги надмине рамките на она што може да биде лесно преведливо во како некоја една власт ги го спровела. Значи, такви тенденции има оние, како да кажам, мислам, не дека е дисквалификативен термин овој што би го употребил, но едноставно е така, тоа се конформистичките невладини организации кои што се, како да кажам, коригирачки настроени кон политичкиот режим. Тие не се револуционерни по својата природа и од друга страна партиите кои што имаа готови структури кои што подоцна сакаат да го абсорбираат тоа движење па да го наследат. Значи, двете тенденции беа Протестирам од една страна, од друга страна овие веќе организирани политички групации, невладини организации и така натаму, кои што го држаа тој дискурс во рамки на нормала, во рамки на она, значи политичката артикулација да биде читлива за една либерална демократија. Оние сите барања што ги исплодивме со шарена револуција треба да бидат држани во таа како се вика рамка во која подоцна било која една власт лесно ќе може да ги преточи во некаков тип на реформа. Во смисла, тука и е парадоксот во таа смисла што од една страна зборуваме за револуција, од друга страна зборуваме за многу контролиран дискурс кој што ни малку не е револуционерен. И сега, во пракса се случуваат тие неважни по мене такви внатрешни, инхерентни набои, кавги, помеѓу тоа дали треба да отвориме повеќе прашања отколку што има да се држи
имаме нови прашања и така натаму. И тука низа на интереси се испреплетува, но тоа е небитно на крајот од денот, бидејќи е ова завршен феномен. Не е важно што стоело, важно е кој е неговото значење за тогашниот систем и од денешна перспектива. Она, не знам ако тука сакате нешто да прокоментираме, но би можело да пробам како сакате. Прашање од Димас, што за жал не може да биде тука поради труење од пица. Ова е по техничко прашање. Каква беше организацијската структура на шарената револуција? Тоа беше, мислам, генерално на почетокот почнам потполно стихијно. На некој начин многу спонтано се активираа оние механизми на контролирање на протестното движење што претходно беа воспоставени од протестирам движењето. Никаква, како да кажам, подетална организација не беше потребна, едноставно непосредно да се препознаеме кои сме активистите од минатата година на самиот терен и на некој начин да воспоставиме некој тип на непосредна координација, бидејќи нели тоа с протестите на Шарена навистина почна експлозивно, уште првата, втората ден имаше кршења и некои такви експлозии. И потом се сеќавам дека се договоривме тие као неколку активисти кои што, како да кажам, спонтано се договоривме неколку активисти да воспоставиме некој тип на координација со единствена цел одржување на некаква безбедност на тие протести. Значи тоа беше првата основна мотивација, дека она што се случува, тие клешови со полиција и така натаму може да излезат од контрола, да резултираат со човечки жртви и така натаму, и важно е да воспоставиме некој тип на, како да кажам, организација на самите протести и понатаму се организираше тоа координативно тело, продолжи да функционира, се состанчевме, не знам, можеби на дневна основа и беше дифузно по својата структура. Од една страна таму постоја индивидуалци кои се представуваа сами себе, од друга страна имаше представување на партии, на организации. Не знам, јас лично присуствував на почетните координативни состаноци, првите можеби 10 на 15, чисто како представник на младинската организација Мугра од тоа време. И тоа беше тој тип на координација. И сега понатаму, не знам, тоа како да кажам, еволуираше на некој начин. Многу од активистите кои што беа поискрено вклучени во организација на протестите се изморува, го напушта, тоа па на крајот преостана да се вози тоа на мускули на оние политички структури кои што имаат ресурси и енергија да го прават тоа. Збориме пари за себе, структура политичка и така натаму, и на крајот мислам дека беше тоа апсолутно превземано од таа иницијатива. Но она што мислам дека е важно некако да се контекстира во однос на шарена револуција, она што го испуштаат сите, немам појма, другари кои што на некој начин, како да кажам, мене ми е многу патетичен дискурсот кој што го употребуваат. Као тоа се као плачење кое што е ирационално, знаете, политичките настани немаат морал во себе, политиката е аморална во голема мера и во таа смисла ме чуди нивната наивност на очекување дека таа револуција или тие протести ќе придонесат така радикална промена во која што ни сега ќе препознаат, не знам, ќе им се отвори и ќе може да очитуваат по инаква смисла на својот живот дури. Она што мислам дека е многу важно да се збори за шарена револуција се барањата на шарена револуција. Барања кои што оние може да се квалификуваат ако сакаме да употребиме некој тип на теоретска парадигма, не знам дали сте го читали некогаш Лаклау. Лаклау прави таква една дистинкција помеѓу популизмот и она што му претходи на популизмот, му претходат демократски барања, она што тој го нарекува демократско барање. Во основа постои една ваква дихотомија на општеството според него. Од една страна постои еквиваленцијална сила која што ги собира под една капа сите незадоволни групации од власта, од државата како структура и ги противставува наспроти државата како нешто што е наречено народ или популистичко јас, а од друга страна имате државата како сила која што има тенденција кон атомизирање на групите во општеството, некоја тип на аналитичка функција во политичката платформа. Што се демократски барања? Демократски барања се барања кои што ги прави една група, кои што се однесуваат кон некаква држава и очекуваат во тие барања се артикулирани така што во нив се очекува дека државата може да реагира некако. Значи не се барања во смисла
чао на системот, го негираме системот и така натаму, него се барања кои што може да резултираат со некаков тип на интервенција на државата и потем таа демократска група која што ги бара, повторно се враќа во нормала, не протестира повеќе. Во таа смисла, шарена револуција беше направена од таков тип на барање. Значи не беа барања кои што како да кажам, тенденцијата да се претвори шарена револуција во популистичко движење не се доврши, токму заради тоа што барањата застанаа на ниво на демократски барања и не се преточија во барања кои што бараат да се промени целиот систем коренито. Во таа насока уште еден показ дека тоа не е револуција, туку дека се едни обични протести на како се вика на државно ниво, во едно општество. Тоа уште повеќе го покажува, не мораме да теоретизираме многу, го покажуваат и резултатите од изборите од 2016, каде што не победи опозицијата, победи повторно ВМРО-ДПМН, особено поддржана од пониските слоеви на општеството. Кога велам пониски, зборам социјално пониски, не зборам, мислам се сваќаме, не зборам интелигибилно или нешто слично. Во таа насока шарена револуција не е популистичко движење, туку е еден обичен протестен овако марш. Сега финтата што мислам дека е многу важно за шарена револуција е тоа од кај произлегува разочарувањето кај многу луѓе. И разочарување кое што, како да кажам, ја не го чувствам воопшто непосредно, не сум разочаран, тотално сум индиферентен кон шарена револуција, као е некој тип на, како да кажам, на движење кое што нешто сум имал со него, сум научил и животот продолжува. Повторно сме политички суштества, тука сме во нова актуелност и бараме нови начини како да се справиме со оваа политичка стварност. Она што е многу важно е што она донесе као битен нов политички момент. Барањата на шарена револуција, какви и да беа несправедливи доколку новата власт не, како кажам, не направи некои битни промени во структурата на државата. Генерално либералната теорија, а и воедно артикулацијата на СДСМ против ВМРО во тој момент, заглавува на битна, мислам, на како се вика, на една заглавува на еден момент. Кој е моментот? Моментот е критиката на деспотската моќ на државата. Многу лесно преминува во критика на инфраструктурната моќ на државата. Кога го критикуваме Груевски, владењето на Груевски, дека всушност ја злоупотребувал државата да го направи ова, она или бла 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 бла, многу лесно преминува таа критика дека и самата држава е репресивна по својата функција и дека самата држава е преобемна и заради тоа што е преобемна, голема, има големи институции, многу вработени внатре и така натаму, по природа е репресивна. Тоа воопшто, барем во случајот на Македонија, тоа воопшто не е точно. Нашата држава во време на Груевски имаше онака изразита деспотска моќ, но на сметка на тоа многу мала инфраструктурна моќ. Не знам дали некоја што го допреле поемот на инфраструктурна моќ. Инфраструктурната моќ е онаа моќ која што го, како да кажам, ја отсликува институционалниот капацитет на државата. Например, кога државата сака да спроведе некој тип на политики, било какви политики, важно е какви ресурси загнува во спроведувањето, колку финансиски ресурси загнува, колку човечки капитал пушта во оптек и колку информации има релевантни за да може да ги спроведе тие. Македонија, по секоја од оваа основа, е тотално слаба држава, тотално мала, тотално немоќна држава. За да спроведе било од која од реформите СДСМ, мора да го има тој апарат за да воопшто спроведе, а бидејќи го нема апаратот, не само што го нема, него дополнително све што направи СДСМ е носење на уште понатаму намалување на инфраструктурната моќ на државата, воопшто не може да ги испорача ниту едно од барањата, онака збориме пошироки барања на шарена револуција. И оттаму тој конфликт дека тие ја предале револуцијата и така. Не, тие може да честно се обидоа со капацитетот на државата што го има, државата не успеа и тоа е тоа. Така, според ова што го кажа, не би сакала нели да те избрзувам со прашање, меѓутоа преска имам едно прашање, а тоа е да те прашам дали мислиш дека шарената револуција си ги постигна своите цели на крајот на денот?
Добро. Не мислам. Мислам, као и повеќето протестни движења, доколку гледам историски, доколку не се на вистина. Значи, најчесто онака историски движењата кои што успеале да направат некаква вистинска турбуленција во однос на поредокот, се движења кои што се многу долгорочни, се многу обиди овакви протестни, обиди за револуција и така натаму, успеале да создадат пред воопшто да се смени власт, успеале да создадат многу силни организации, политички структури кои што претходно биле спремни да интервенираат во државниот апарат па да спроведат нешто, и успеале, да, но сите вакви движења од ваков тип на протести, ретко, многу ретко, мислам, тие создаваат притисок, некаков тип на инсентив им даваат на политичките предприемачи, оние професионални политичари, за жал, ова либерална демократија, ние имаме класа на професионални политичари. Тие не се као, знаеш, непосредно поврзани со народот, него едноставно се баш политички предприемачи. И овие типови на протести едноставно само им прават насока, и даваат насока, притисок, во која насока да, како се вика, да ги спремаат своите интервенции. Во таа насока не мислам дека успеа, не успеа, како да кажам, ги раскомоти некој тип на ја раскомоти политичката култура со тоа што СДСМ веројатно по дискурзивно делуваат, по демократски, но воопшто не интервенираа никако во државата. Напротив, него во државата во овие 3-4 години колку веќе владеат СДСМ, мислам, генерално и многу луѓе од шарена револуција, нели се во институциите, државата уште повеќе го изгуби капацитетот на инфраструктурната моќ и никако не гледам во која смисла е до онака појачана демократијата во Македонија. Мислам, бурлескна е демократијата во Македонија. Да, сакам да те прашам кога спомна нели пред прашањето на Зорана, кога спомна дека самите барања и цели на шарената револуција не се реални, ако воопшто, нели, поради ова инфраструктурна моќ која спомна, ако СДСМ го нема капацитетот тоа да го смени, како да е подобри. Зошто мислиш дека се настапи на некој таков начин? Прво, името шарена револуција, зашто револуција да се иде толку гламурозно, ја би рекол, и тие некои нереални цели или барање со кои што се започна целиот процес на промена на власт. Ја мислам дека барањата не се толку нереални, колку што е нереално нивното имплементирање. Барањата се многу обични, се бараше, како се вика, правда, што е многу обично барање, значи се бараше универзално важење на законите. Тоа беше, нели, онака најапстрактното ниво на барање. Од друга страна се бараше поголема демократија, транспарентност при избори, поголема транспарентност на власта и така натаму. Тоа се многу обични наивни барања, но нереално е да државата ваква каква што е да ги тие барања да ги спроведе. Во која смисла? Во смисла на она што дури денес и либералната теорија го признава. Мислам, ја не сум иначе некој голем припадник кон либералната идеја, но дури самите либерали тоа го признаваат. Не знам дали некоја што го допреле, не знам, Фукујама и некој таков тип на вакво, каде што зборат за репатримониализација на државата. Знаете што е патримонијална држава? Во оној момент кога нема дистинкција помеѓу владетелот и институциите на државата, кога институциите на државата се разделуваат на класата владеачи титуларно. Би рекле модерна држава е онаа дистинкција која што Вебер ја прави. Модерна држава е држава која што е монопол која што располага со монопол на физичка принуда, на репресивниот апарат со репресивен апарат на одредена територија, која што дополнително ја регрутира својата бирократија на ниво на merit base, на овакво како се вика на технолошки знаења, способности и така натаму. Сега ние не сме таква држава. Ние сме патримонијална држава, која што ја разградуваат два типа на корупција, според либералната територија, да речеме. Едното е political decay ни се дешава, едното е патримониализмот или патронажата, а другото е клиентелизмот. И сега ние кога имаме, како се вика, проблем, например, некој сакаме да го решиме, јас да не зборам апстрактно, да зборам конкретно, ја бев наставник 1 година.
работа како наставник по етика. И сега наставниците по етика и школите овие што работат во просветителна дејност и исто така државен апарат. Ние сме јавни работници, јавен сектор. И сега државата има како своја битна, едно најелементарните, најбитните обврски на државата е овозможување на непопречено и квалитетно образование. Сега државата не може да го испорача тоа. Зошто? Заради тоа што вработувањето клиентелистички на било која база онака се изнавработени сите тие во училиштата, едноставно се прво нестручни да се соочат со современите предизвици на образованието, второ незаинтересирани да го направат тоа и трето постои огромен недостаток на кадар и ресурси кои што се ставаат во функција. Во таа насока државата не е ефективна. Нема овие клиентелизмот и патронажата ја ослабнуваат онака елементарната функционалност на државата. И така е исто во судство. Така е исто во во политичките институции. И според тоа не постои начин да се, како се вика, да се интервенира. Еве моментално што се случува? Моментално она што е со Holiday Inn, дека за зградите и така натаму. Целиот проблем е постанат заради тоа што имаме клиентелистички односи на патронажа, купени политичари и така натаму. Ситуацијата е потполно зафркната во ќорсокак и не може да се реши повторно заради тоа што нема никаква иницијатива од страна на државата, не. И во таа насока затоа шарена револуција не можеше да ги исполни ниту еден од своите барања. Независно колку, Никса е волен да ги спроведи сите работи или независно колку нема поема кој годе друг да е таму во власта. Мислам, едноставно системот е толку силно поставен на тие основи што све би амортизирал, што и да се бара од населението. Не комуницира популацијата и политичкиот систем воопшто, да немат интеракција, као два заседни светови се, као од една страна има систем кој што паразитира врз згора, а друго нема никаква интеракција. Затоа сметам дека не ги исполни барањето. Спомна околу сите што биле ушарена сега се проституција. Дали фактот дека многу голем дел од шарена самите учесници, да речеме, после тоа добија некои политички функции, е причината што остатокот од учесниците денеска толку не веруваат во истото? Па не знам, мене искрено јас кога почнав да го гледам тоа као мои другари стануваат дел од институции и така натаму, мене тоа прво многу ме ратуваше заради тоа што мислам онака ја искрено мислам дека тие луѓе навистина можат да дадат нешто повеќе од оние бледи лица кои што ги гледавме до 2015-14 постојано од двете табори и така натаму. Мислам дека овие може да донесат некаква енергија. И во таа насока мислам дека кон тие луѓе не е фер да постапуваме, мислам постојат меѓу нив онака навистина типични онака луѓе без калибра и идеја. Мислам као стварно типични торковци во целиот систем онака. Но од друга страна постојат и луѓе кои што се, како да кажам, честно се обидуваат да направат нешто. Мислам као има такви луѓе, нема потреба да ги именуваме, но има и со моја комуникација со нив, бидејќи сме пријатели со многу од нив, сваќам дека ова што го зборуваме до сега, као навистина системот е толку посилен што нивната иницијатива е потполно амортизирана. Тоа по мене лично не ги иззема и нив од одговорност, бидејќи на крајот од денот системот е потпрени на субјективниот агент, нели, ако сакаме да ги скрадиме тие институции на либералната демократија, навистина можеби треба да жртвуваме малку од својот комодитет, мислам на крајот од денот, па why not да славно не загинеш у процесот. Да не зборам да загинеш буквално, ама why not да си прокоцкаш целата своја кариера за да направиш некое поголемо добро за, не знам, знаеш, мислам, стои тоа. Во таа насока ете уште еден показ дека не се работеше за револуционери, него за луѓе кои што онака, не знам, честно се обидува. И затоа не би сакал да, мислам, нема што да зборуваме лошо против нив, знаеш. Сега на крајот од денот па и сите тие луѓе кои што беа во шарена револуција, па и зад нив немаат кои знае какви скандали. Освен 2-3 несреќни примероци. Ја би те прашал, би се надополнил на Кате прашањето и би идел подалеку и
би те прашал дали поради самиот неуспех, без разлика кој да е причината за неуспехот на шарената револуција или протести или сите барања и изминативе 4 години од владата на СДСМ, дали тоа го намалува вербата кај граѓаните дека нешто такво слично ако се случи во иднина може да резултира во некоја суштинска промена? Не бе зошто. Уопште не, мислам, знаеш како, мислам, ако ја гледаме од перспектива на луѓе учесници во таа револуција, и тоа велам, ако живееме и умриме со револуцијата, да, никаков повторен обид од таков вид не е можен, ама и не ни треба таков обид. Мислајте, овој обид не успеа, не е ефективен, значи не е соодветна политичка артикулација за нашиот проблем, не го решава нашиот проблем овој лек, треба да направиме да побараме друг лек. Во таа насока протестите не ги водат као, мислам, тоа ми се чини многу наивна инфантилна идеализација либерална, дека постојат суперхерои, социјални активисти, као они мора да се инспирираат сега да тргнат у борба против лошиот систем. Не, зортот ќе натера луѓето да направат нешто. Мислам, као мене ниту малку не ми инспирира, немам поема, не знам што кога бев студент за да се инволвирам во студентскиот пленум. Едноставно гледав премногу проблеми околу себе и решив онака ајде да видиме со некој другар дали можеме нешто да направиме. Мислам, не ме натера некој идеал, не ме поведе. Мислам, јас си бев што сум, но немав некои посебни, не бев активист заради активист, тоа сакам да кажам. И во таа насока не мислам воопште дека е застаната тука работа. Напротив, доправа доаѓа интересен удар политички во нашата држава, како што стојат работи. Пошто не е поентата дали постојат сега артикулации. Гледаме дека овие сите се зафатени, едните плачат на Facebook, а другите онака, како да кажам, не можат да се дојадат од институционалните ручоци. И гледаме дека тие се зафатени, тие не прават никаква социјална критика, но постои голем вакуум кој што некако ќе биде артикулиран 100% сигурно. Мислам као ако нема да престанеме како општество, сваѓаш. Да, мислам дека ми го одговори моето прашање уште пред да го поставам. И ако добро те сватив, мислам сега реално ако зборуваме шарената револуција не може да воскресне. Ова до сега што го кажавме, меѓутоа по ова што го зборуваме значи дека барем може да воскресне идејата од која што започна шарената револуција, затоа што тие промени за кои што на почетокот се залагаше истата не се баш и втемелени до ден денеска во системот. Да, се согласувам, можеби. Но како да кажам, дали е и битна таа идеја? Мене лично не знам, јас навистина ми е потребна пред да почне било што, мислам ми се чини дека е потребна многу зрела политичка анализа на тие процеси. Не постои таква. Мислам, буквално освен некои статистики од типот Google анкети, ништо повеќе не е направено на таа тема. Сваѓате, мислам и оние невладини организации кои што работат, кои што се обидуваат нешто лево десно, они мислам онака као баш зимаат оквир by the book, земаме брошура, гледаме, окей, демократија, ова го имаш у шарена револуција, тоа е тоа. Мислам, тоа ниво на, како да кажем, на многу непосредно, нема дистанца, нема објективност, нема наука во приводот кон третирање на шарена револуција. Тоа ми фали во потполност и за да може да има било какво поинакво друго движење кое што ќе биде зрело и кое што, како да кажам, ќе биде политички одговорно, мора да постои тоа, како да кажам, мора да постои таа политичка анализа. И во најмала рака лично за мене, не знам, не ми е ни потребна шарена револуција, не ми се ни потребни тие. Шарена револуција беше наивна политичка артикулација во голема мера, заради тоа што, како да кажем, ја разбираше демократијата како да за демократијата постојат само чекорот до демократија го спречуваат само 5-6 лошковци. Као тоа е нивото некако, мислам сега го премногу го симплифицирам, ама тоа е нивото. Не е така, знаеш. Зад политичката артикулација на било кој политички субјект стои директен материјален интерес. Интерес кој што ако не ги промениме по фундаменталните структури на општеството, кои ги зафаќаат социјалните и особено економските односи, ако не направиме интервенција во економските односи, ако не направиме поголема економска егалитарност, нема услови за демократија. Пошто другиот, ова не го збориме, како да кажам,
идеолошки, марксистички или така натаму, него збориме на ниво на тоа дека постојат држави такви, земеме пример Америка и така натаму, во кои што онаа демократија од формален аспект, аналитичкиот аспект на демократијата постои, но гледаме дека заради некој тип на интересни групи е потполно спречено да се да функционира таа демократија. Така да мене лично не ми треба шарена револуција, ми треба она сериозна, сметам дека не е потребно и не знам, уште една многу интересна работа. Не знам зошто сваѓам зошто моите пријатели кои што како да кажам не се во институции, а беа дел од шарена револуција, фантазираат кон ново граѓанско обединување на улиците и така натаму, но не сваѓам зошто на било кој друг тоа би му потребно. Океј, за нив има носталгична причина, е супер, ќе биеме другари, ќе протестираме, ќе пиеме пиво у парк, ќе збориме филозофија и сите тие работи. Ама за нормалните секојдневно луѓе не сваќам зашто е потребно. Мене лично денес воопшто не ми требаат протести. Мислам, мене ми треба онака сериозна политичка структура, партија со други зборови, која што онака многу одговорно ги третира овие прашања и е испаѓа од оној, како да кажам, нормата на либералниот дискурс и во исто време не запаѓа во овие десно популистички како се вика, имагинации политички, како, не знам, левица и така натаму и така натаму. Потребно е поинако посериозно делување, не ни се потребни протести. Ако треба ќе ги направиме, ама не треба, може да го направиме тоа многу поинако. No. Прашање? Не, па, интересно е сето тоа, затоа што мислам дека видите, сега ова е можеби некое мое размислување, ама мислам дека самата политичка култура на народот каква што е сега, самата политичка култура го налага и го налагаше сите тие промени да појдат по тој пат. И мислам дека треба едно созревање на самиот народ на база на таа политичка култура за ние да очекуваме народот да бара друг начин за промена. Не знам дали би се согласил. Јас не верувам во концептот на политичка култура, пошто ми е многу детерминистички. Мислам, во политика нема ништо културно. Во нас во која смисла? Во смисла на тоа дека политиката активно создава култура, како да кажеме, активно аранжира културната констелација на било кое општество, не обратно. Културата нема влијание кон политиката. Има мало, да, може да се мери тоа, но не е пресудно, заради тоа што како да кажам, ако гледаме вистински, ние имаме дегенеративен процес на тоа. Ако гледаме дека некаде во 70-тите години, 80-тите години, граѓанството овдешно се покажува како многу по политички писмено и културно. Ме сваѓате? Значи имало како повисоко ниво на политичка култура, па зашо паднало тука? Ме сваѓате? Во таа смисла ако го мериме тоа така. Пошто се гледа, како се гледа, пошто како се одржувал некој систем кој што генерирал многу по здрави политики кои што се однесува, кои што се прво поегалитарни по својата природа, на ниво на редистрибуција на богатство, редистрибуција на политичка слобода и така натаму, и на ниво на очувување на јавното добро кое што денес е тероризирано. Мислам, политичките субјекти денес прават терор врз јавното добро. Као јавното добро е онака баш оној наивен плен кој што се грава најбезмилосно од сите други работи што дешаваат околу нас. Во таа насока не мислам дека има конекција помеѓу политичката култура и како се вика и вакото едноставно ние бевме пред, мислам во 90-тите години во транзиција. Мислам дека очекувањата на луѓето се уште не згаснати. Мислам идеолошката силен идеолошки бранд, верба во либерализмот, верба во, како да кажам, политичките и економските импликации на либерализмот се уште посилни, а тука додадено и надежта на луѓето од двете битни институции НАТО и Европска унија, се уште силни одржуваат, како се вика, силен бранд на верба, па ме сваѓате во таа насока и затоа мислам дека се уште се обидуваме. Може би треба малку по храбро да очитуваме својата реалност. Знаеш, мислам не гледам многу
не гледам многу македонски интелектуалци. Кога велам македонски, не мислам македонци, него мислам на луѓе кои што живеат во Македонија, вклучително албанци и све и свашта. Не гледам македонски интелектуалци кои што се занимаваат на вистински автохтоно со нашите политички проблеми. Постојано имаме онака вадење некаква политичка категорија од евроцентричната теорија на Западот и пренесување и онака ние имаме нормативна анализа во насока треба, знаете, буквално со тоа зборче, онака, македонска треба, ова треба. Тоа е нивото на нашата као интелектуален осврт кон политичките ситуации. Има интересен обид што можеби ќе ви се свиѓа, тоа е конзервативен осврт кон македонската политика, но мене ми е интересен пошто е оригинален. Се вика, книга е тоа, се вика Македонски катахезис и од Бранислав Саркањац, не знам дали го знаете, филозоф, мислам предава филозофија на политика, мене беше професор. И мислам многу интересен обид, мислам и концептот за што е македонски катахезис обид да ги натамамиме така оние европоцентрични, другоцентрични теории, да го читаат нашиот контекст политички така што ние би се чувствувале како дома на своето, не како јас да сум субјектот на историјата, а не историјата не се случува таму на запад, па ние сега каскаме зад неа и така натаму, него не, тука јас сум сега субјектот кој што е актуелната историја која што може да ги менува директно стварите. Мислам, сега збориме нели за интелектуална пресвртница. Мислам дека тоа е еден од најголемите проблеми генерално на македонскиот активизам и балканскиот можда, што пробуваме да го реплицираме Западот. Тука. Не може да донесеш нешто страно и да очекуваш тука да расте. Не е таа почвата, не е таа атмосферата дефинитивно. Така што мислам дека така што мислам дека она што генерално е најголема пресуда у неуспешноста на било каква квази револуција или протест или движење или што и да е кај нас, е токму тоа обидот за некоја вестернизација на самото општество што е тука, што е апсолутно невозможно. Дефинитивно. Дефинитивно, многу, Не, јас сега да те прашам нешто во овој стил, ама малце поинаку. Следиме трендови како сега со последни резултати во Бугарија, резултати од други држави, се повеќе и повеќе настануваат оние опции кои што се антиестаблишментски. Сега нели збориме дека кај нас еден од најголемите проблеми, тоа ти го каже убаво и се согласувам со тоа дека неможноста на СДСМ да ги испорача тие барања не е поради тоа што можеби они не сакаат да направат тоа, туку едноставно нема таа моќ да се направи сето тоа. Дали мислиш дека токму поради тоа во скора некоја еднина ќе имаме некоја партија која што или ќе се створи некој дали движење, дали партија без разлика како ќе се нарече, кој што ќе може да направи некој резултат кој што ќе биде позначаен од само нели два пратеници или од еден, знаеш, од еден до двајца градоначалници или било што и да може да ги предизвика на некој начин СДСМ и ВМРО, бидејќи колку и да е лошо, сепак сметам дека имаат преголема моќ, поготоа кога збориме за внатрешноста од државата. Па така прашањето ми е дали сметаш дека во скора иднина, во следните 1-2 изборни циклуси има можност за такво нешто? Да, дефинитивно и тоа е тоа што ме плаши. Мислам, јас, онаа точка во која што може да дојде македонското општество, македонската демократија, што ме плаши е она што сега се случува на пример во Америка. Независно што ги детерминира ставовите на тамошното население, да не влеваме во таа анализа, но во Америка имаме население кое што се плаши од Big Government, онака збориме, има сериозен амонизитет према Big Government и тоа за среќа сега се менува заради позитивните трендови на Берни и така натаму што се случуваат, но го имаме од една страна Big Government и скепсата да се поддржи воопшто владата, дали со ресурси, дали со даноци, дали со било кој тип на политичка поддршка на гласање на такви концепти и така натаму, а од друга страна
tax breaks, она што се намалувањето на даноците, све што ја намалува државата, ја прави се по-малку и по-малку ефективна, а истовремено го зголемува незадоволството од како се вика од државата. Значи луѓето кои што тоа нас не се случи, ако се сеќавате, во моментот кога СДСМ сакаше да спроведе да стави, мислам законски да донесе прогресивен данок, ако се сеќавате. Као аргументацијата беше као зашто да давам пари, државата е неефективна, бла 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 бла. Сето тоа мислам као не испрачува, нема патишта, кај кидат моите пари, ќе ги делат они по тендери и така натаму. Но интересно е за државата да воопшто биде ефективна, мора да има ефективна и државата заради тоа што нема пари е се понеефективна, се парадоксално спротивставени и создаваат се поголемо и поголемо задоволство и амонизитет спрема инфраструктурната моќта на државата, а од друга страна се помалку и помалку државата може да промени нешто. Таа, како се вика, тој набој, таа, како се вика, тенденција на таквите општества раѓа популистички движења кои што ветуваат, не знам, брда и долини, а кои што мислам генерално вие тие движења сега конкретно ги познавам и ги следам и во Бугарија. Има таков народ или некој. Мислам, тоа се прилично као дезидеологизирани, мислам, класичен популизам, класичен десен популизам, тоа е многу блиски се на 5 звезди движењето во Италија, не знам, Лепен и така натаму. Мислам, иако со поблаг националистички наратив, но кога ќе ги мериш на апсолутно ниво, балканската благост и Лепен се тука некаде, сваѓате, као многу нормално е за балканец да се каже жената е за дома и да ја тепаме, ме сваѓаш, нема да се дигне толку прав, колку што ако Лепен го каже тоа, ме сваѓате, таа споредба. И генерално тоа се тие, како да кажам, од една страна краткорочно мислам дека се опасни, но долгорочно не нудат нешто посебно, пошто знаеш тие движења се многу адхок, као и кога доаѓаат, кога се блиску до власт, испорачуваат многу краткорочни адхок реформи и така натаму, веројатно го засилуваат и клиентелизмот. Не знам, имаме таков еден од првите примери такви во историјата е Ендрю Џексон, на пример, Америка. Го имаш моментот на кога освојува власт, најнаш го има Квинси Адамс се спротива, он е нели представникот на естаблишментот, представникот на оние кои што се политичка елита, знаат како се владее едно друго, собира голем гнев од народот, бла-бла, доаѓа на власт и што прави? Пика своји луѓе, партијци во институциите и го измислува клиентелизмот како концепт. Прв у пракса, пошто една од првите демократски држави Америка, САД, прв у пракса ги заради тоа што ги накалемува популистичко движење за себе, ги става по институции, го измислува клиентелизмот и од она што подоцна страда држава. Така да тие имаат повеќе функција на продолжување на проблемите, некако не се одговор на вистинскиот проблем. Може да донесат само поголемо страдање, не знам, по мене. Кога велам поголемо страдање, не очено страдање, него да ги уште толку да ги заплеткаат работите, не дека не се оплеткливи тие работи. Така да тоа е, мислам, и во Македонија дефинитивно левица, мислам, на наредниви избори, а според мене ќе направи бум. И, мислам, се поизвестно и поизвестно дека ќе направи бум. Анкети тоа го покажуваат, освојување, храброто зацепување, навистина храбро ги освојува наративите, мислам, буквално ги поставува дефинитивно владее над десните наративи, ги поставува црвените линии на десницата, но од друга страна им нуди интересна програма и на овие, по работниците и така натаму, со тоа што има социјален аспект, така да ќе биде наистина проблематично да се реши тој нов феномен на левица, кој што не нужно е опасен пак од друга страна. Мислам, ние го знаеме, нивниот национализам е булшит, онака, мислам, без, нели, задршки, мислам, потполно ирационално. Мислам, тоа е, како да кажам, нивната мобилизација е хоризонтална, нивната дистинкција, она што прават ние тие моментот, нели, секоја политика создава конфликт, значи е базирана на конфликт. Мора да постои дистанца ние тие, тоа е идејата. Тоа е за, мислам, не знам дали го знаете, Карл Шмидт, тоа е татко на нацистичката идеологија, но е прилично овако, како се вика, гениален политички филозоф на политика. И он вели дека во фундамент, а тоа го велат исто и претходно и Маркс и цела традиција на мислење,
во фундамент, во основа на општественото е конфликтното, агонистичкото, спротивставувањето. И секоја политичка артикулација се потпира на она дихотомија, ние-вие, дистинкција. Сега, муабетот е како таа дихотомија ќе биде артикулирана. Ако некогаш сте читале Шантал Муф, што зборува да го замениме агонизмот со антагонизам, односно обратно, антагонизмот со агонизам, од таа насока дека ја на мојот противник политички треба да дам се од себе да се борам против него, но на еден момент не можам да му го оспорам правото да се бори против мене. Во таа насока не го укинува. Сега опасното кај национализмот односно политичката артикулација на левица е тоа дека дистинкцијата ние-вие е хоризонтална дистинкција на македонци и албанци, а не на работничка класа, владеачка класа, не е социјална, не е вертикална, него е баш хоризонтална дистинкција. И тоа е опасното кај левица од една страна, а од друга страна е, како да кажам, оној глупав лев популизам кој што буквално не нуди никаква економска алтернатива на денешницата. Мислам, нема ништо освен закани некакви, као ќе национализираме ова, бла, бла, и што, као ќе го регулираш тоа, као ќе биде подобро. Мислам, многу на наивно ниво има целата економска платформа, но од друга страна пак, левица многу го ревитализира демократскиот процес во Македонија. Тоа, мислам, мора да им се признае и мора заради тоа да се стапи во дискусија со нив. Во која смисла? Во голема мера македонското население е политички алиенирано население. Збориме за голема дел од целото население кое што не се чувствува представено на ниеден начин. Не се идентификува ниту со една политика на СДСМ, ниту со една политика на ВМРО. Единственијата причина за излезеноста на изборите е клиентелизмот, очекувањето дека непосредно ќе ми испорача овој или тој табор, ако ја гласам за него или ја одведам баба ми која ше болна да гласа, дека ќе ми дае нешто, сваѓаш? Единственото е тоа што ги носи луѓето надвор. Добро, има некои Гоце Марковски идеалисти во целата приказна, ама ретки се. И муабетот ми е дека левица го ревитализира тој момент на демократијата. Многу луѓе кои што се чувствуваат непредставено, најнаш наоѓаат момент на идентификација со левица. Дали е тоа може би само поради дрскоста на Апасиев, дали е поради било што, но и независно од што, он е на некој начин абстрактна негација, знаеш, она хегелијански. На некој начин го артикулира преку ниво на идентификација, со обичниот човек го артикулира гневот барем, тоа абстрактно ниво на века. Независно тоа што нема многу содржина, што, како да кажам, во голема мера неговите работи се празни зборови, мислам неиздржани, многу мало се расфрла со флоскули, но не е тоа ништо поддржано со сериозна размисла, мислам звучи скоцкано, онака спакувано, реторички вешто, но нема нека длабока суштина за тоа. Но како се вика, но тоа го прави, ја демократизира овакото. И од друга страна точно е дека е насилен, политички некоректен во таа смисла, но не мислам дека барем сега не знам, ќе покаже времето да не се истрчувам, не мислам дека не може да се разговара со таква политичка опција. Не мислам дека представува опасност од некаква, нема поема каква диктатура и сето тоа. Мислам дека е во ред да постои, не знам. Мислам, од друга страна и е добар притисокот кој што го прави врз овие две естаблишментски партии, кои што можеби потенцијално ќе се променат или барем ќе изгинат и ќе остават простор на нешто кое што на вистина треба да земе замав во Македонија. Да, мислам дека целосно се согласувам со тебе и баш нема да се расфрлам со бројки, ама дефинитивно левица ќе има многу поголем удел на следние многу подобар резултат на следние парламентарни избори и нема да може после тоа Заев и Мицковски да одлучуваат сами кога станува збор за попис или за било што во државата, бидејќи Апасиев ќе мора да се вклучи во тие некои разговори. Мене најтрагично ми е што СДСМ после 11 години во опозиција се ваква власт и што ВМРО се ваква опозиција и мислам дека тоа највеќе им го создава сега ти што го збореше за левица и
поготово кај младите се повеќе гледам, многу повеќе проаѓа и тој популизам на левица, за жал и национализмот и таа некоја десна реторика, што го спомнати македонци, албанци, и тоа е еден од главните фактори зашто и ја мислам дека ќе биде интересно да се види како сето тоа ќе се одвива, ама се надевам дека барем ќе има некои позитивни последици од целиот овој процес. Да, треба да постои бидејќи барем отвара некои можности за можно некои можни промени во овие две најголеми партии, а може и дополнително формирање или создавање на некоја сосема четврта партија, било што. Движење кое што ќе биде тоа движење што ни треба у моментот. Па да, Џуле, мене тоа најмногу ме загрижува, што левица станува особено голем тренд кај младите. И некако тоа ме става во длабоко размислување за тоа какви се ставовите на младото население во Македонија и зашто и како ги поддржуваат тие ставови. И дефинитивно се сложувам дека левица не требаше да биде таа трета опција за која што мислам дека голем дел од населението ја посакуваше едноставно. И не знам, мислам дека барем од се ова што го зборувавме денеска, мислам дека може од сите тие идеи кои што се зародија изминативе 4 години назад, па може и 5, мислам дека може да излезе многу поздрава трета опција од левица. Се надевам, ја мислам онака дека и не е толку лошо она што младите се инволвираат во политика, независно дека тоа е не можам да кажам дека е погрешно, пошто е глупаво да се каже дека е нешто погрешно заради тоа што некаква идеолошка позиција би имал. Знаеш, пошто знаеш, многу е важно да влезеш во политичкиот мегдан и да осетиш како е во насока на тоа да знаеш како можеш да артикулираш, знаеш. Стварно ми е многу преку глава од оние анархисти, кои што, например, вие, не знам вашата генерација каква е, но ние кога го правевме пленумот и кога во пленумот разговаравме, имавме состаноци многу долги, 12 сати во амфитеатар, па имавме, особено тие некои луѓе кои што бевме поактивни, знаеш, од почеток, од 8 сабајле до 8 вечерта си на состанок, пошто ти е битно да пројде некое решение, знаеш, навистина веруваш во него и така натаму, и почнуваш да разговараш со, како се вика, со една екипа на луѓе и завршуваш на вечерта во 8 со сасвим 10-та екипа на луѓе кои што се изротирале толку многу, ме сваѓаш, ти упорно истото го тврдиш и упорно истите аргументи на едните, па ајде на другите, на третите, четврти и така натаму. Од сите тие ме нервира најмногу анархистите, кои што се чувствуваат као апсолутно непредставени они се као над системот, сваѓаш, као системот ни една констелација на настани не ги представува, не може да ги представува и така натаму и така натаму. Ама тоа е заради тоа што ниту еднаш не влегуваат во политички мегдан. Знаеш, мислам, во ред на таа дистинкција, школска е таа дистинкција на теорија пракса, во основа не постои. Мислам, одамна во не знам, во теоријата, во филозофија особено е надмината тие базични школски учебникарски дефиниции. Имаме идеологија, која што е теорија и пракса. Не, одамна се тие надминати и веќе уважуваме нови, како се вика, фактори на теоретската пресметка. И сега, муабетот е кога влегуваш во политичкиот мегдан, сваѓаш до каде можеш да ги оптегнеш своите нози во кога даваш политички став за нешто. Сега, ако голем дел од населението е аполитично, исклучено од политичките процеси, како што беше до сега, а особено младите силно исклучени, наеднаш кога се уклучуваат потполно на некои опасни политички позиции. Сега левица на некој начин, поддршка на левица последица од тоа што СДСМ и ВМРО 30 години ги исклучуваат апсолутно младите од политиката. Потполно се исклучени. Кој млад е представен? Што Дарко Каевски или ме представува мене или не знам како се викат оние на ВМРО. Тие пред време се остарени, не можам да ги доживеам ко млади, по 5 деца имаат направено на 25 години. Мислам, и некои такви, кој се чувствува представен од нив? Никој не се чувствува представен од нив. Ни малку не застапуваат ниту еден младински интерес. Да не збориме колку па младински проблеми се накалемени. Вие сте веројатно студенти.
мислам се соочувате со што знам, ја не одам на тоа, го гледав пред мои очи што се дешава сето, мислам сега може да збориме за тоа, ми се збори многу за какви се условите на факултет и како тие генерираат ствари кои што се подоцна се пресликуваат во политичкиот систем. И мојаветот ми е дека кога тие ствари не се артикулирани, кога младите не артикулираат политички, најчесто се зафаќаат на некоја таква, тоа не е радикална, него е, како да кажам, политичка позиција која што е исклучителна. Не радикална. Радикално би било нешто кое што се залага за коренито променување на нештата. Политичка позиција која што е исклучителна е позиција која што ги исклучува другите од политичката игра. И тоа се случува. И сега левица, феноменот левица кај младите се објаснува на тој начин до некаден, но и не е лошо заради тоа што, како да кажам, не е толку опасна по мене партија. Сега не треба да ги третираме така, не треба да го отфрлиме потполно. Да. Тоа е безобразно, звучи да пасиев, но треба да разговараме, да се мегданиме со него. Сваѓате, она што се случува денес од овие две големи партии е глупост. Не знам дали ми е криво или сум среќен за тоа, пошто воопшто не навивам ниту за ВМРО, ниту за СДСМ, али она бегање од дуели со човек кој што му расти рейтингот, кој што активно, во иднина ќе биде клучен фактор на македонската политика е лудо. Тоа е како да кажам, гледаш дека идеш на зид со автомобил и не кочиш, саѓаш како идеш од зидот, верувајќи дека е морска пена. Тоа баш се случува. И за жал младите ќе го прават тоа, саѓате. Но и што друго да подржат во овој случај? Мене пак се согласувам како право си, поготово мене ме нервираат поготово кога оние политички лидери на двете партии, на СДСМ и на ВМРО, нема да му дадат некое значење на пасив, ама затоа по цели денови ќе гледаме луѓе кои што се на страната на провладени, едноставно кои што ќе зборат за него, ќе пишуваат статии колку само безобразно, било што, како ќе прават оние hit pieces, ама затоа Заев, Мицковски и останатите кои што се уврват на двете партии се поставуваат како апасија да не постои. Тоа мене многу ме нервира и мислам уште повеќе им дава на значење на не само на апасија, туку на целото движење позади левица, како и мене ме нервира како некој кој што не го сака апасија или не ја сака левица, кој не се согласува со речи си ништо со тоа што прават. Така што мислам дека целата она политика како се хендла на некој начин апасија и левица едноставно осудена на пропаси, токму тоа ќе му помогне највеќе на него. Нешто што е unintended consequence од начинот на кој што се однесуваат према него. Ама и друга работа, мислам, тешко е да се бранат позициите на СДСМ и ВМРО. Мислам, не би сакала сум укожа на партиски подмладок од двете тие партии. Саѓате, тоа е, како ќе го одбраниш тоа? Мислам, особено сега, ако збориме за СДСМ, пошто ВМРО не се интересни за коментирање, они се out of the picture. Например, овако како се вика, кај СДСМ, мислам, буквално имаш тотално mishandling of the crisis, потполно потфрлаат онака енормно многу, мислам, страшно многу, потфрлаат на многу други полиња, и не убедуваат онака, знаеш, моќта на конкретното во политика многу често, мислам, тоа ВМРО беа вистински мајстори, еве се овие го употребуваат, во основа системот е потполно пропаднат, не функционира, ама ние направивме 3 зелени крова у Скопје, сваѓате, имаме еден автобус жртви од ковид дневно, избориме за 3 крова, сваѓате, избориме за некои такви мали чекорчиња, што, како тоа, сваѓате, збориме истовремено Правда дошла Сашо Мјалков уопсен, додека у исто време 15 минути подоцна на вести гледаме овој Рашковски, ме сваѓаш, скандали пак повторно. Потполно е како тоа ќе го браниш, не можеш и сега како ќе искочиш па со Пасиев на дуел во таква ситуација. И тоа, но ако навистина, и тоа покажува колку се цинични, и тоа е многу интересна тема, идејата на Катманот во Кетман, не знам кој е точниот превод на македонски, во политиката. Знаеш, перформативно си некаков идеолог, но во основа не веруваш во тај идеал. Имаш циничен однос со она што го веруваш.
како се вика, ја перформативно зборам дека сум левичар, дека ги имам овие оние идеи, но во основа воопшто не сум, него само ако ја ги преповторувам тие фразирања, тие сите како сакаме да ги дефинираме, имам некаков тип на материјален можеби интерес и така натаму, но во длабоко не верувам. Тоа, мислам, таква епидемија на Кетмани имаше кога се распаѓаше социјалистичкиот систем, као ги имаш ти најврвните идеолози кои што Карл Маркс појадувале, вручувале, вечерувале, мислам се што они научно направиле или не знам што издале мора да биде референца на Карл Маркс, подоцна ги имаш истите тие луѓе се супер предприемачи, као на една скопска пивара е нивна, овамо онамо, се супер бизнисмени се сликаат по светски списанија за успешно бизнис или се политичари кои што ми зборат за некаков тип на либерал, и тоа се баш Кетмани. И такви ликови се препуни овие две партии, као луѓе кои што перформативно онака проповедаат религија, а во основа се, не знам, се она што спротивно што го проповедаат. Така да тешко е да се збори со, не знам, Апасиев или која годе друга критика, не мора да е таа Апасиев критика. Ја би се вратила малку околу идеологијата на младите и зошто левица у нашите генерација. Мислам дека тука најклучно проблемот што нашата генерација, барем мојата и тоа што го гледам околу мене, дека пуста желба да бидат анархисти, ама во суштина се тешки десничари без да го сватат тоа. Ево, особено направен ми е тоа многу проблематично, пошто таму највеќе го гледам некако. Затоа што да се нема било какво основно разбирање за идеологијата на правен факултет, за мене е крајно проблематично. И мислам дека оваа дупка тука, овој јас што го имаме, е клучниот проблем зашто имаме ситуации како ВМРО, како СДС и како левица сега. Затоа што левица на одличен пат да стане и ВМРО и СДС. Се согласувам. На совршен пат. И мислам, добро, не може многу да се очекува кога главните скандали што ги гледаме по вести се 90% професори отправен. Ама тоа е. Да, абе не, страшно е, мислам, јас и додека бев дел од студентскиот пленум, мене ми беше најнекомотно, најпредадено се чувствував дека сум се предал себе си во моментот кога требаше да соработувам со професори. Мислам, навистина, ја уште од прв ден интуитивно ги чувствував као најголеми мои непријатели. Не на ниво на знаење едно друго, мислам, има таму, како се вика, луѓе што навистина се ерудити од права смисла, но има и чичковски и тетки кои што залутале на месајите во таа институција, но непријателството ми се, како да кажем, се создаваше на ниво на тоа што тоа е многу патримонијална институција, као феудализам е, као дури еволутивен скок, да се каже за нив, као, мислам, 30, тоа као ботаничар што оди собира родови на билки, така може некој да оде да ми собере 30 презимиња кои што се повторуваат од катедра на катедра и тиес. Као, како да кажам, мислам, знам дека направив ја и сите што бевме во пленум навистина голема работа за македонските студенти, што е зачуваме и се боревме за автономија, но од друга страна направивме и белија заради тоа што му овозможивме се уште да екзистираат тие цинични, многу цинични луѓе кои што работат на тие институции, да се кријат токму за тој закон на автономија на универзитетот. И ја мислам дека Луким потврла, не само што потврла, го работи спротивното од образовна дејност, од просветителска дејност. Образовна, образовна е по-друга академија, но они немаат никаков просветителски карактер. Мислам, да сите оние скандали кои што ни се случија нас додека бевме студенти, зборам за додека преговаравме со владата, додека на почетокот уште, сите можни, не би ви се верувало какви подмукли спрепки од страна на професорите, од страна на институцијата и раководните кадри на универзитетот, до она кога протестиравме против изградбата на тие две згради во овако, како се вика,
во оквирот на факултетот, до нивните саботажи за сега да се воспостави здраво студентско тело и до сето тоа, мислам, да поминат неказнато и да поминат потполно неразчуено во јавноста. Мислам, као УКИМ не е нешто кое што е нивно кралство. УКИМ го плаќаме ние со даноци. Ја работам веќе 3 години, мислам, да ја го плаќам УКИМ. Мислам со мои даноци. Не ми е седно и од тој аспект кога го перцепирам, мислам, тој е проблем. И толку генерирање на една култура на поданички менталитет, на култура на тој клиентелизам, култура на не знам, стварно одвратно е. И најинтересно е дека се рехабилитираа со пленумот. Сите тие луѓе кои што го уништија УКИМ претходно и кои што ја уништија и државата патем, пошто од таму многу често државата регрутира. Пошто онака историски генерално универзитетите се појавуваат, се воспоставуваат историски во моментот кога се појавува модерната држава, па воспоставува образовни институции од кои што може да ја генерира својата бирократија. Тоа нема некоја многу по, како да кажам, нема некоја многу по просветителска или многу по идеалистичка смисла за универзитетите. Него се баш така, машини за производство на бирократија. Тоа е првата нивна генерична функција. Подосна стануваат центри као споредно секундарно се појавуваат други тенденции кои што ја создаваат па онаа другата вредност, есенцијалната универзитетот и за таа за која што треба да се бориме. Но во основа од таму излегуваат кадрите кои што ја пунат државата и гледаме државата како е онака спроведена. Ги имате Хорхе, не знам, Силјановска, Рашковски, луѓе кои што се цел живот систем, онака, сам постари се од системот. Да. Сега баш гледам, веќе збориме повеќе од саат време и мислам дека ако продолжиме, секако, што и да кажеме, ќе биде супер и верувам дека ќе биде интересно за слушање, ама бидејќи добиваме премногу критики, колку многу ни траат епизодиве, мислам дека овде може да завршиме епизодата. Секако, баш ми се свиѓа идејата да поразговараме и за факултетиве и за се она што се случува моментално и кои се некои од поголемите проблеми, така што пак ќе те имаме на подкастов. Ама за крај, пошто си имаме ние на крај, ги прашуваме сите нови гости кои што ни идат. Еве, сега сме полициски час, 9 сат снимаме. Што ќе ни препорачаш? Дали за читање, дали за слушање, дали за гледање? Нешто што тебе ти оставило впечаток за нас и за оние кои што не слушаат и гледаат во моментот. Па ништо за гледање, може некој филм има доста интересни, не знам дали го гледавте или дали воопшто го гледавте некој филм од Винтерберг. Ова е супер, Another Round, сега што е кандидиран за Оскар, например, предлог филм. Snowpiercer, филмот. Што друго би можел? Ова е многу добар, Nomadland, не знам дали ве гледате, 3 филма. За слушање, што знам што да предложам за слушање. Си предложам омилениот албум Velvet Underground, исто имениот албум. За читање, не знам што добро. Теорија, може би етен популистичкиот ум на Лаклау, пошто во контекст на муаветот. Не знам, роман, ја читам Мураками сега. Ми е многу интересен, не знам зашто го наоѓам на 26 години, не сум го нашол на 17 кога требало. Да, ете Мураками, било што од него би било супер. Фала ти за гостувањето, па еве, следно кога ќе збориме може и уживо ако условите го дозволат, ако не, пак ќе се видиме на Zoom и ќе поразговараме за некои други теми. Ова поканава за друг пат не беше покана, беше изјава поиша, ка идеш секако. Да. Нема сакаш, негаш. Може барем ќе дозволи Џоле тема да одбере Стефан сам. Зашто сега да зборам? Да, јас сум за оваа тема као шарена револуција, сум фиксно многу мразам да зборам за ова, као мама ајде. Да, па гледај, ние видов баш дека нели се почнува се препишува овие денови, недела дена за шарената револуција 5 години. Кој ја не икем да зборам, ама кога го видовме викам ајде ќе направиме ни нешто, ќе поразговараме нешто поразлично од она што на друго место може да се најде. Кога зборевме кој би можел да ни дојде, прво име ти беше и као ај ќе ти пишам да видам дали би бил заинтересиран. Инаку, да, не е некој од темите кои што ни се најомилени, ама мислам дека е важно да се дае барем поразлично гледиште на некои од настаните кои што се случи и кои што се уште се случуваат, значи непрестанено.
Да. Ама добро е што начнавме многу други теми, патем. Започнавме тоа ни е нас честа, мислам дека пракса веќе да започнеме од едно и да си ги поврзаме после тоа темите понатаму. Но сепак се нели поврзано меѓу себе, така да мислам дека ова беше супер разговор. Баш ми е мило. Така. Супер, па се најдем, ако времето дозволи па и на пиво. Договорено. Може. Договорено.